Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Кражба на водоводот во манастирскиот комплекс Трескавец го пролонгира пуштањето на системот. Автоконтрол 10 години во улога на одговорност и едукација за безбедност во сообраќајот, дел од изборот на 13 величествени на Радио Пела. Новиот џудо клуб во Прилеп, Осака, го привлекува вниманието на влюбениците на боречките вештини. Целовечерен концерт утре во Цепенков на прилепскиот оперски тенор Илија Белистојановски. Времето денеска, по студеното утро, пријатен сончев ден. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Најавен пред година и половина дека ќе се реализира за 4 месеци, водоводот на манастирскиот комплекс Трескавец повторно најде на пречка. Овој пат причината е кражба на дел од електрониката и каблите од водоводниот систем. Пуштањето на водоводот е пролонгирано, потврдија градоначалникот Јовчевски и Гулабовски, директор на јавното комунално предпријатие Водовод. Потребно е да се изнајдат средства за надомест на штетата. Пред нова година имавме повика од Трескавец дека е направена кражба на тоа сето што е монтирано. За жал, штетата е некаде приближно, тоа е сето пријавено во полиција, во дневен билтен на полицијата. Штетата е некаде околу 10.000 евра. За жал се украдени кабли, некоја електроника која што сега во месец март треба поново да се обнови и поново да се стави во функција. Значи, беше ставен во функција, беа денови во прашање кога резерварите веќе двата беа наполнети со вода, сакавме да појдеме таму и затоа не го направивме тој чин на отворање на водоводот Трескавец. Зимскиот период го одложи времето, март месец кога сето повторно ќе го вратиме во првобитна положба и кога полицијата сакаме да ги открие сторителите и ќе можеме вака пак да се собериме и да се пофалиме дека и тој проект веќе по втор пат ќе биде повторно завршен. Веќе имавме пред пуштање на водоводот во Трескавец, настана кражба, како што кажа директорот на јавното предпријатие Водовод, каде што дел од кабли и автоматика е украдено и работиме на случајот да повторно да се обезбедат средства за обезбедување на тие материјали кои што навистина можат во 1 или 2 дена да се имплементираат во тој водоводен систем. Во изборот 13 величествени што го организира Радио Пела, сосема заслужено се најде и станицата за технички преглед Автоконтрол од Прилеп, како општествено одговорна компанија која освен основните професионални услуги нуди и обезбедува на граѓаните едукација за безбедност во сообраќајот, но и постојано преку спонзорства и донации придонесува за помош и развој на заедницата. Даниела Перкановска посочи дека продолжува сообраќајната едукација како и донаторската и хуманитарната мисија на компанијата.
компанијата. Низ текот на нашето работење ние организиравме голем број на превентивни активности од областа на сообраќајот. Како овластено правно лице за вршење на технички преглед на возила од страна на Министерството за внатрешни работи, секогаш активностите ги спроведуваме со нивна соработка. Исто така ги вклучуваме и учениците од Средното општинско училиште Ристе Ристевски Ричко при тие превентивни активности со цел да го зголемиме нивото на сообраќајната култура во нашиот град. До сега се покажало дека има заинтересираност од страна на тие институции за соработка, така да сметаме дека со ваквите превентивни активности би го подигнале нивото на сообраќајната култура и сите заедно ќе допринесеме за побезбеден сообраќај на нашите патишта. Џудото е инспирација и поттик за спортски предизвици. Во новоформираниот клуб Осака од Прилеп се носат со мислата дека таму каде треба да се оди е победничкиот пиедестал, вели тренерот Маријан Димески. Сум Маријан Димески, главниот тренер на џудо клубот Осака, кој е регистриран веќе 2 недели. Имаме 16 деца, активни членови. И првиот турнир ни е на март 9 во Срењанин, што имаме 4 такмичари. Од тие двајца ќе биде Леони Теодора со црн први дан и 2 машки деца со жолти појаси. И очекуваме медаља. Препораката е едноставна, имаме тренинг секој ден од 8 на вечер, тоа е над кам. Над кам тоа е втори спрат. Од 8 на вечер, поделник до петок и во сабота од 11 на Савајле, што значи имаме 6 тренинзи секој ден. Утре 11 февруари со почеток од 19 часот во фоајето на Центарот за култура Марко Цепенков, а во рамки на музичката програма што ја реализира оваа институција, целовечерен концерт ќе одржи оперскиот тенор прилепчанецот Илија Белистојановски во пијано придружба на Дарко Мариновски. Ќе бидат изведени серија светски познати оперски арии од оперите на Скарлати, Глук, Моцарт, Белини, Масне, Пучини, Верди, но и македонската народна песна Кога падна на Пирина. Илија Белистојановски дебитира на сцената на Национална опера и балет во операта Макбет од Џузепе Верди во улога на Малком, заедно со италијански кастинг. Редовно одржува концерти низ сите градови во Македонија. Непосредно по дипломирањето освојува прво место од стручното жири на надпреварот Лазар Јовановиќ во Белград, Србија. Потоа освојува гранд при на надпреварот Руска Романсијада во Софија и со тоа влегува во 12 финалисти на финалниот надпревар во Москва, каде што ја освојува втората награда од стручното жири. Временска прогноза. Времето денеска наутро студено, а преку ден сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Минималната температура во Прилеп се спушти до -3, а максималната достигна до 6 степени. До среда ќе се задржи стабилно и суво време со студени утра, а потоа утринските температури ќе бидат во постепен пораст. Во среда, во текот на ноќта и во четврток се очекуваат повремени локални врнежи, претежно од снег. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, февруари 2025 година. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.